Добре дојдовме во денешната емисија Музички филиграни, кој се емитува на Радио Пела на фреквенција 96.8 FM и на радио порталот, интернет порталот radiopela.mk. Денешни наши гости се од соседна општина Демирхисар, групата Македонија, наш гостинет Сашо Трампевски. Саше, добре дојдовте во нашето студио. Поздрав еве и до вас како домаќини и поздрав за сите слушатели на Радио Пела, до секаде онаму каде што продира сигналот. Од кога е составена вашата група? Колку години? Нашата група, почетоците се од далечната 1992 година. Така. Тогаш е формирана групата. Во тој момент таа броеше 4 члена. Со тоа што денешниот состав е од 5 члена, и тоа Сашо Трампевски јас, хармоника, Ангелевски Злате клавиатури, Митревски Игор тапани, Миладиновски Љупчев бас гитара и Атанасовски Ице дугачки инструмент. Вашата група каде најчесто настапува? Вие настапувате на свадби, на свечености? Претежно нашите настапи се на фамилиарни весели, свадби, крштевки, матурски. Секако дека свириме и забави и секаде онам каде што ќе ве побараат. Ние се излегуваме во пресрети и одиме да музицираме секаде кај што ќе не побараат. Саше, каде најчесто вие свирите? Па најчесто ние свириме во нашиот крај, Демирхисар, со тоа што исто така настапуваме и во југозападниот регион, а секако дека имаме настапувано и во други градови ширум републикава. Така. Можеме да одиме со првата песна, која е подготвена од режија. Два збора
kraj, ti si kako raj, život moj si ti, za tebe pejam jaz. Roden kraj, ti si kako raj, život moj si ti, za tebe pejam jaz. Сакам Саше да те прашам, каква музика негувате вие со вашиот оркестар? Па видите, ние со нашиот оркестар негуваме македонската музика. Претежно. Претежно македонската музика, музицираме народни песни, ново компонирани хитовски песни, нашите авторските песни си ги изведуваме. Да. Претежно се сведува на македонската музика. Дали до сега сте биле надвор од Македонија? Да, сме биле на повеќе наврати на турнеи на запад, во Европа, во повеќе градови низ Германија. И имаме и планови сега малци да појдеме на други континенти, сме во преговори, па Господ здраве ќе видиме како ќе изгледат работите. Јубилеен концерт направивте 2013 или, Да. ако грешам, поправиме? 2013 имавме јубилеен концерт, 20 години 20 години. на група Македонија. Имавте доста гости покането. Да, имавме поканете гости. И Јас мислам дека беше успешен Да, концерт. да. Го пратев и на YouTube. Секако дека гостите беа задоволни и фасцинирани од реализацијата и од посетеноста на концертот. Вашите песни приметувам дека се снимени со една продукција, да е бом телевизија. Да. И колку песни имате со ними снимане? Па сите песни и од првиот албум и од вториот албум се снимани во студиото на Дијан Момировски, тоа е бокс продукција, а видеоспотовите се снимани во бом телевизија. Која е најхитовска песна во вашиот? Па видете, од вториот албум најхитовска песна е Скришум порте отвори ми. Според показателите на ЗАМП, Издруженијето на автори, најслушана песна е Скришум порте отвори ми. А исто така и Демир Хисарската песна е исто така со голема слушаност. Добро, да одиме со втората песна. Janu
на Гоце Фест 2013 година имате учествувано со песната за Смилевскиот конгрес. На Гоце Фест 2013 година учествувавме со песната за Смилевскиот конгрес и да напоменам дека таа освои прва награда за текст. Исто така да споменем и авторот на текстот е Јонче Ангелевски, а музика е аранжман Горанчо Здравевски запеа. На тој фестивал исто така бевме многу добри примени од публиката и секако дека самата награда си го кажа своето. Так. На други фестивали до сега немате учествувано? На други фестивали не. Моментално само на Гоце Фест. Кажи ми нешто за последното CD, каде и на кое место е издадено? Последното CD е издадено за Сенатор Рекордс во Битола, продуктиската куќа. И во него да напоменам дека се работи за еден пакет со тоа што има две CD-ња, едното е аудио, а другото е видео. Значи имаме аудио запис и видео запис на две CD-ња спакувани во едно. Така да сите оние кои што го имаат и кои што ќе го набават, ќе можат да уживаат и во слушањето, а воедно и во гледањето на видеоспотовите на групата Македонија. Исто така можем да напоменам дека во CD имам и мои авторски песни, покрај другите текстописци, автори на музика и аранжман. Јас сум автор на музиката на Демир Хисарската и на Стришно Порти отвори. Можеме да одиме со третата песна.
sloboda, Vojvodi moji junaci. Zbirajte četi golemi, borba ne čeka krvava, borba za Па ме интересираат каква музика бараат нашите слушатели во овај крај. Па видите, нашите слушатели во овај крај претежно се љубители на македонската музика, како на народната, така и на новокомпонираните песни. Секако дека во музицирањето претежно по свадбите ние имаме и забавен дел. Дали од свирењето може да опстани човек? Дали самата група може да опстани и како единка и како група? Видете се, од свирењето да се заработат година и колку пари не може, но на средина можем да речем дека може да се заработи на така скромна сума пари за живот, со тоа што претежно свирките ни се базираат по фамилиарните веселби, кои што претежно се после великденските празници нели почнуваат свадбите, Да. со тоа што зимскиот период е малце попасивен, така да можеме да речеме дека е на средина може да се има во тој поглед. Исто така треба да напоменеме дека и конкуренцијата е се повалема и излегуваат нови групи, но секако ние со упорно, со труд, со работа си се одржуваме на пазарот. Колку години точно обстојувате? Па видете се, оваа година имаме 26 години од постоењето. Така. Со тоа што сега нареден јубилеј ќе биде 30 години од постоењето на групата Македонија, тоа ќе биде во 2022 година. Можеме да одиме со следна песна. Откако те сретнав тебе, ми се случи чудно чудо. Ова мое срце душо, влюбено е како лудо. Ова мое срце душо, влюбено е како лудо. Скришу порте, отвори ми, да ти влезам в бели одаи, да ти љубам медни усни, дури зора не зазори. Скришу порте, отвори ми, да ти влезам в бели одаи, да ти љубам медни усни, дури зора не зазори.
Skrišu porte, otvori mi, da ti vlezam beli odaj, da ti ljubav meni usi, duri zora ne zazori. Дали со напливот на млади групи осеќате нешто дека конкуренцијата се зголемува? Видете се, конкуренцијата се зголемува во секој случај, но ние се трудиме да работиме упорно, да го обновуваме исто така и инструментите да ги обновуваме, да пратиме техниката и технологијата и како на инструментите, така на озвучувањето. Исто така работиме на нови песни што излегуваат по фестивали, што снимаат ново компонирани песни, го обновуваме репертоарот и со тоа што слушателите на секоја свирка ќе слушнат нешто ново. Дали на вашите свирки внесувате свежи, например, со зурла, со виолина, да пеачка да не имате случајно до сега? Ние имаме соработници со кои што соработуваме и по потреба, по желба на оние што ја прават веселбата, на домаќините, ај така да се изразам, си ангажираме колеги што музицираат на виолина, кои што немаме во нашиот состав, трубачи. Исто така соработуваме и со многу пеачи од естрадата, настапуваме и со нив. Така. Како на фамилиарните веселби, така и на снимање за разноразни емисии во разноразни телевизии и радија.
како е љубовта кон хармониката? Љубовта кон хармониката имам уште од мали нозе. Музицирав во училишниот оркестар, во основно, потоа и во средно, и така после се оформи и групата. Почетоците на групата ни беа, да го спомнеме, и Митревски Славе, Папанаров, првиот Славе. на групата, да. И Злата Ангелевски, и јас бевме основачите на групата, имавме гитариста Цане Стефановски, значи тој беше првиот состав на групата. И потоа имавме некои измени, Мали измени, и со тоа што сега јас и Злате сме од основачите на групата во неа. Игор Митревски Натапани е исто така син на Славе, значи го наследи. Го познава. Го наследи татко му во тоа. Пред тоа исто така се вклучи Јурчо Миловиновски на бас гитара. И исто така и Ице Атанасовски со певачките инструменти. И така ние ја тераме приказната за групата Македонија до ден денес, а и секако дека ќе продолжиме понатаму. Дали како менаџер на групава, како оснивач на групава Македонија, си разговарал досега со некои луѓе од прекуокеанските земји за во странство? Да, имаме разговарано, токму сега во моментов имаме некои преговори за прекуокеанот, конкретно за Америка, но не можеме уште да откриваме детали. Сме уште во преговори, кога ќе бидат финиширани, тогаш ќе кажеме на нашите слушатели, исто така и на нашите обожаватели, кога би била турнејата за Америка. Една од најдобрите, моментално јас за мене барем, е Демир Хисарска. Сега што ќе ја исполните. Што ќе кажеш за таа песна? Па таа песна секако дека е, можеме да речеме, новата лична карта на Демир Хисар. Да. Песната е, текстот го има напишан од Борче Нечовски, музиката е моја, а аранжманот е на Зоранчо Здравевски Зрбе. Исто така тука имаме и гости на труба. Така да слушателите ќе слушнат песната и самите ќе се уверат во тоа колку таа е добра. Исто така да напомениме дека ние тука не застануваме, значи продолжуваме да твориме, продолжуваме да создаваме песни, како наши авторски, така и од други автори, во кои што сме веќе во преговори и почнуваме да работиме и на третото CD, кое што чим се сите песни готови, влегуваме во студио, го снимаме и со тоа слушателите ќе имат можност да слушнат и нешто ново од групата Македонија. Вие подолго време го дружевте и културно-нишкото друштво од Демир Хисар. Да, го дружевте. Одевте, патувавте. Друштво Илинден од Демир Хисар, одевме, патуваме. Сме биле на повеќе турнеи, сме спирале на повеќе концерти, како во оркестарот, така и сме настапувале како групата во склоп на концертите кои што ги организирало културно-етничкото друштво Илинден од Демир Хисар. Значи, се соработка и понатаму останува и продолжува. Со кои групи најмногу вака соработувате од музичкиве групи? Па, од музичките групи соработуваме со повеќе групи, да ја напоменеме групата Маестрал, со Црешево Топче, Од Крушево, исто така и со групата од Кривлаштани, Пелагонски мерак. Со повеќе групи исто така и од Битола, со Плетенка. Првото чувство на првата свирка ти што ја имаше со твојата група, какво беше чувството? Видете се, првата свирка со мојата група, со нашата група Македонија беше на 2 август 1992 година. Тоа беше веридба. И тоа беше првата свирка што јас ја свирев во мојата кариера на озвучување. Чувството беше многу прекрасно, не секојдневно, бидејќи претходните свирки се базирале, сум свирел така наречено ние музичарите викаме насуво. Значи сме свиреле со тапан, хармоника и кларинет. Ова беше првата свирка што ние ја свиревме со озвучување.
чувството наистина беше многу интересно и едно големо доживување лично за мене. Od koga za sebe znam, ja sa doma sonuvam, tamo mi je duša ta, evo moj odroden kraj, tamo mi je duša ta, doma vode mir i san. Гордост македонска, Демир и срци, кај да сме појдени, срцето не трга на кај корен стар, кон Демир и сар. Небото е најсино, покрај срце мајчино, црна кај што извира, рајска е убавина, црна кај што извира, таму е Демир и сар. Braća se i sestri na Grujev Piperka.